Ова беше само една од многуте крводарителски акции кои што во текот на целата година ги организира токму Општинската организација Црвен крст од Битола. А за сите тие акции, за бројот на крводарители и се што е поврзано токму со одбележувањето на Светскиот ден на крводарителството, ова утро ќе разговараме со претседателот на Општинската организација на Црвен крст од Битола, Дијана Димитровска, и секако со Стефанија Стојчевска, заменик претседател на клуб 25. Добро утро и добре ни дојдовте и нека ви е честит денот на крводарителството. Добро утро, благодарам за поканата и благодарам за честитките, а јас во името на Црвениот крст и во името на службата за трансфузиологија од Битола сакам на сите крводарители од нашиот град да им го честитам Светскиот ден на крводарителите и да им посакам многу здравје. Им честитаме и ние им посакуваме на сите не само здравје и да ги има што повеќе хумани луѓе кои што ќе даруваат крв, затоа што знаеме дека капка крв за некого значи многу. Кажавме дека оваа крводарителска акција беше како една најава на Светскиот ден кој што денеска се прославува, но и за мотото и повеќе се за акцијава ќе ни кажете вие. Така, значи крводарувањето е највисок чин на морален чин на изразување на хуманост и солидарност кај луѓето, и со тој чин на хуманост и солидарност се дарува дел од човечкото тело, кој дел за некого многу значи. Од една кеса крв дарувана може да спасиме најмалку 3 животи, а со дарување на плазма дури и 17 животи. Бидејќи од една кеса крв се припремат многу бројни компоненти од крвта и ние даваме на болниот она што му е потребно, и затоа велиме дека со дарување на еден чин на дарување се спасуваат повеќе животи. Во текот на годината Црвениот крст на Битола организира околу 80 крводарителски акции кои се одвиваат на терен под стручна изведба на вработените во регионалниот центар за трансфузиона медицина, а секако и секојдневно сами граѓаните доаѓаат и даруваат крв во центарот за трансфузиона медицина. Околу 40% од целокупната собрана крв се собира во центарот за трансфузиона медицина. Задоволни ли сте од бројот на крводарители кои што ги има Битола? Колкава е бројката на крводарители кои што имаме на ниво на општина Битола и колку сите тие се одзиваат на ваквите акции кога има? Па да ви кажам, задоволни релативно е тоа задоволство, затоа што бројката заклучно декември 2015 беше 3041 единица крв, која беа доволни потребите на болните, повредените во нашата болница и нашите граѓани кои се лечат во други центри, беа задоволени, меѓутоа мислам дека треба да биде поголема, затоа што едноставно не расти бројката. Последните години имаме стагнација од XX причини. Со приватизацијата граѓаните многу останаа без работа, така ситуацијата во државата е таква. Меѓутоа, кога имаме некаков апел, кога имаме вонредни потреби од некоја ретка крвна група или недоволни количини, што ретко се случува, морам да кажам дека во Битола имаме во континуитет доволни количини на крв од сите крвни групи. Меѓутоа, ако има некаква потреба, сообраќајна незгода или некоја посебна дијагноза кај некој пациент, навистина имаме добар одзив од граѓаните. Меѓутоа, треба да напоменам дека апелите на социјалните мрежи треба да бидат од Институтот за трансфузиона медицина, односно регионалниот центар на трансфузиона медицина Битола или од Црвениот крст. Најчесто таму и ги среќаваме сите овие апели од одредени лица кои што се објавуваат дека е потребна некоја крвна група. Значи луѓето да излезат, односно да дојдат во центарот за трансфузиологија само тогаш кога тој апел ќе биде од Црвениот крст или од самиот институт.
Стефанија, ти си заменик председател на Клуб 25, клуб на млади луѓе, волонтери кои што имате една задача да ги потикнете и младите да се вклучат се повеќе во ова хумана акција преку работилници, преку предавања во училиштата. Да, значи имаме пред секоја крводарителска акција што е одржана во средните училишта, се одржува така наречено мотивационо предавање, кој е одржано од наши обучени мотиватори. Има досега 5 мотиватори, но нашата мисија е да продолжиме да обучиме нови мотиватори кои се членови во Клуб 25. Клуб 25 значи клуб на крводарители, значи нови млади крводарители кои се мотивираат за крводарителството, а 25-ката значи 25 дарувања до 25-та година. Колку членови имате моментално во клубот? За сега во клубот имаме околу 50 членови, не знам точна бројка, заради тоа што ограничен е бројот, значи треба да се минимум 18 години заради крводарителството. Токму и видеото кое што имат можност да го погледнат нашите гледачи е видео изработено од вашиот клуб? Од волонтерите наши. Кажи ми ти нешто повеќе за видеото и пораката која што ја пренесувате токму со ова видео. Значи видеото е изработено од наши волонтери и целта на видеото е да нема дискриминација. Значи не е битно од кој е донирана крвта, битно е дека ќе спасиш нечи живот. Сите сме исти кога даруваме крв, сите сме еднакви. Кога сме веќе кај крводарителите, ќе напоменеме дека и покрај тоа што има многу предавања во училиштата за да една личност одлучи да дарува крв, значи мора да има полни 18 години и старосната граница оди до 65, така? Значи крводарител може да биде секој психофизички здрав човек од 18 до 65 годишна возраст, меѓутоа може и помлад со согласност од своите родители. Ние баш имаме еден најмлад крводарител оваа година, тој е волонтер во Црвениот крст, кој даруваше со 16 години, меѓутоа психофизички задоволуваат критериумите за да биде крводарител, имаше согласност од родителите, така да имаме и такви крводарители. Најстар, најмлад, рековме, значи се знае која е таа граница. Кој е вашиот член кој што најмногу пати дарувал крв? Која е бројката која што е досега? Имаме двајца крводарители со над 130 крводарувања и имаме и 80, 90, 65, мислам, има со многукратни крводарители. Меѓутоа, целта наша е постојано да регрутираме млади, нови крводарители, затоа што младите треба да имат здрав начин, здрави навики на живот, да се здрави и да може да даруваат крв, бидејќи таа драгоцена течност е секогаш потребна за болните и повредените, која не може да се добие на друг начин, освен од здравиот. Но се зголемува ли бројот на млади лица кои што се повеќе даруваат крв? Утрово токму во пресрет на овој светски ден излезе една статистика токму од Црвениот крст, мислам дека е на ниво на цела Македонија, дека се подмладува составот на македонските крводарители и во Македонија крв даруваат од 25 до 30.000 граѓани на годишно ниво и се обезбедуваат околу 55.000 единици крв. Колку оваа бројка е доволна и колку и кај нас на овој регион имаме тој подмладок на македонски крводарители? Да, имаме и во Битола. Минатата година имавме над 300 првократни крводарувања, што е добра бројка. И тоа покажува дека сме присутни во школите, во средните, во високите образовни институции, дека младите се информирани што е тоа крводарување, зошто е потребна крвта, кој може да биде крводарител и имаме одзив кај младата популација, што е многу важно. Да, токму и ова статистика, ќе кажам дека околу 25% од крводарителите вели дека се до 27 години, што е навистина за пофалба и дека е зголемен и бројот на жени крводарители. Колку ще го имаме тоа поголем број на крводарители да се мажи, па сега се зголемува и бројот на жени кои што се повеќе се решаваат на ова. Па во Битола секој пат сме имале жени, во принцип жените и помалку се плашат. Жените се некако похрабри.
Вие имате и многу проекти во текот на целата година, споменавме многу крводарителни акции, но има и такви, имате случувања, односно каде што се доделуваат и традиционалните награди и признанија токму за овие луѓе кои што несебично даруваат својата крв. Да. Ние во чест на тие хумани луѓе, секоја година по повод Денот на крводарителите во Република Македонија организираме свечена академија на која доделуваме републички признанија на многократни крводарители, 50, 75 и 100 пати кои дарувале крв. А исто така имавме и една многу интересна случка кога еден наш сограѓанин кој живее во Австралија, а во Австралија е дарител на плазма, има дарувано над 350 пати плазма и има добиено многобројни признанија и медали за тоа и сакаше да ги донира во градот каде што е роден, па дојде во Црвениот крст и сите тие признанија ги донираше во Црвениот крст и тие сега ги красат просторите на Црвениот крст. И сега пред известно време беше дојден, па на една наша активност со корпоративниот сектор исто му дадовме една благодарница да се заблагодариме за неговиот гест и за неговата хуманост, секако, затоа што да даруваш над 350 пати плазма не е мала работа. Да. Кои се бенефициите кои што им следуваат еве на крводарителите, да ги споменеме и нив? Па вака да ви кажам, мојот став е дека кога си крводарител, треба да бидеш крводарител се со единствено на мотивација дека помагаш некому и дека спасуваш нечiji живот. Значи, не треба да очекуваме за возврат ништо. И покрај тоа што во нашата држава има бенефиции крводарителот, користење на 2 последователни слободни дена од работа, тие што се вработени, и оние што дарувале 10 пати и над 10 пати крв, се ослободени од плаќање на партиципација при користење на здравствени услуги. Меѓутоа, единствен бенефит треба да биде чувството што сме спасиле нечiji живот и некому сме помогнале. Рековме на почетокот дека битолчани се навистина хумани, особено кога еве има апели за дарување крв. Колку еве Стефанија ќе ја запрашам, токму помладите се одзиваат повеќе на овие покани затоа што некако сите овие работи ни се веќе не само достапни на телевизија и повеќе и по интернет, каде што се повеќе и младите го поминуваат своето време. Колку тие се одзиваат повеќе на овие крводарителски акции кои што ги имате во текот на целата година? Во текот на целата година се почесто и почесто има млади првократни крводарители, што нас ние исполнува мисијата која има Клуб 25. И можам да речам да се пофалам дека сме прв Клуб 25 што се основа во Битола. Сега има 3 Клуб 25 општо во Македонија и сме први во Македонија со активности. Исто така, ова година го добивме и ПХВ проектот од мали проекти, така наречени ЦК ПХВ, Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Тоа се мали проекти но со големо значење. Имавме добиено 3 сонциња, така ни беа оценети проектите. Имавме помогнато на човек кој немаше покрив над глава. Му изгоре куќата, собравме, пуштивме барање до неколку фирми за да можеме да изградиме однова куќа. Исто така му имавме помогнато на многу луѓе кои немаат шпоред дома или немаат храна или немаат јадење. И такви мали проекти. Исто имавме и часови по албански и ромски јазик со цел пак да ја нема таа дискриминација во последно време како што е. Колку и луѓето надвор од еве да не кажам само од градот овде, туку и во руралните средини се запознаени со овие крводарителски акции. Правите ли такви акции и во овие средини околу Битола? Да, Црвениот крст е присутен не само во Битола, туку и во околината и во руралните средини. Организираме крводарителски акции во Могила, во Кравари, со нашите активности од социјална хуманитарна дејност, прва помош, здравствено-превентивна дејност. Еве, овој период работиме еден проект
кој се вика забоздравствена заштита кај малите деца и одиме по градинките и школите, не само Бевме во како Битола, речени ние, да, него и во руралната средина, да ги научиме децата како треба да ги негуваат забите, бидејќи се многу важни за здрав живот. Така да присутни сме и во руралните средини, каде што имаме навистина и наши активисти, волонтери, кои ни помагаат при организирање на тие акции токму на терен, да направиме проценка на кој каква помош му треба, кога му треба и сме присутни во руралните средини постојано. На почетокот рековме и дека од тоа колку регистрирани крводарители имаме токму овде кај нас, сме задоволни, но сепак немаме пораст на таа бројка. Што е според вас причината еве за тоа? Значи, ако порано една статистика која што имаше на интернет дека 2013 имало зголемен број на крводарители во Битола, 3 години подоцна да имаме стагнација токму на таа бројка. Па не знам, јас мислам проблемот е што многу од луѓето останаа без работа, треба да дојдеш во службата, да прво треба здрав начин на живот, добро да се храниш, да немаш стресови, да имаш здрави навики на живот и да дојдеш да се пријавиш да бидеш крводарител, сепак треба да имаш некој така просечен стандард и дали тие бенефици влијаат кај луѓето ако е во приватна фирма или ако не работи тие 2 дена, може би кај некој има влијание што не ги добива тие денови. А и сега со реформите, со промените во државата, тие 2 дена во многу организации не може да ги земат кога сакат крводарителите, бидејќи во предходните години тие 2 дена што им следуваа по закон, ги земаа тогаш кога нив им требаше. А сега во многу фирми имаме проблеми со тие користење на тие 2 дена. Значи работодавачот кажува кога да ги земи тие 2 дена и може би тоа на некој начин влијае на крводарувањето. Да се надеваме дека ќе се смени тоа, дека ева ако не друго барем младите ќе ги имаме како поттик за се поголемо. Да, затоа расти бројот кај младите крводарители, затоа што тие се првократни, 2 дена не користат, партиципација не користат и токму тоа ни е нас целта да влијаеме кај младата популација дека не треба за возраст да очекуваат ништо. Значи кога даруваат крв, единствен мотив треба да ни биде чувството што сме помогнале некому, што сме спасиле нечи живот или сме предизвикале насмев кај некој болно дете или болен човек и така натаму. Значи, тоа треба да ни биде единствениот мотив. И за воиднина да не заборавиме дека не мора да чекаме само 14 јуни кога е светски ден на крводарителите, па да им одадеме почит токму на овие луѓе кои што еве несебично рековме да даруваат својата крв. Да. Јас многу ви благодарам што бевте еве наши гости утрово, го одбележавме овој светски ден, позбрубавме малку за бројките за статистиката која што имаме во Битола, да се надеваме дека сето тоа ќе оди во нагорна линија. Да се надеваме уште еднаш на сите крводарители, честитки по повод светскиот ден на крводарувањето. Почитувани гледачи, еве овде го завршуваме разговорот токму на оваа тема, а ние продолжуваме понатаму со останатите содржини во нашата утринска програма.